Во ова издание, Америка подзапре, откажани надпревари и фестивали, затворени театри и музеи, вонрена состојба во Њујорк и повеќе сојузни држави. Како изгледа животот во пензионерскиот дом кој е епицентар на заразата во Сиетл? Пандемијата ќе помине, туристичките работници веќе гледаат кон иднината. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка, јас сум Никола Крстик. Председателот Доналд Трамп преку Твитер порача дека наскоро ќе има тестирање за коронавирус од широк обем и дека се надминати бирократските процедури. Сепак не откри како и кога ќе се започне со проверките. Одиме со вестите. 134.000 заразени од коронавирус во 127 држави. Бразилскиот секретар за комуникации Фабио Вајнгартен доби позитивен резултат на тестот само неколку дена по средбата со Доналд Трамп. Белата куќа вели дека председателот не е тестиран, а тој изјави дека не е загрижен, иако известно време седел веднаш до Вајнгартен. Најголемиот град во Соединетите држави прогласи вонредна состојба, а градоначалникот рече дека развојот на пандемијата е неверојатен и вознемирувачки. Градоначалникот на Њујорк ги предупреди жителите да бидат подготвени за масовни отпуштања, принудни иселувања, затворање на бизниси и недостатоци на храна. Коронавирусот ќе биде тема на седмицата што в понеделник ќе одржи Македонскиот совет за национална безбедност. Ќе се разгледуваат сите сценарија. Пендаровски размислува во насока на можно одложување на изборите закажани за 12 април поради ситуацијата со коронавирусот. Шефот на државата при денешното обраќање токму за состојбата со болеста неколку пати повтори дека ова е негов личен став, а не сугестија до надлежните кои треба да проценат дали би било добро или не изборите да се одржат во закажаниот термин за 1 месец од сега. Не сум надлежен за тоа прашање. Ако ме прашувате мене, јас би размислувал сериозно за таа опција. Јас би размислувал сериозно за таа опција. Не велам донесете таа одлука денес, ваква или онаква. Велам, прво, вие сте надлежни да ја донесете таа одлука и второ, размислувајте пред се и не се сомнам дека ќе биде така, за здравјето на граѓаните. И ако се одложат изборите за месец или два, нагаѓам, тоа нема да биде пропаст на светот. Ова прашање за кое вчера разговараа партиските лидери ќе биде тема и на седницата на Советот за безбедност која председателот ја закажа за понеделник. На неа покрај членовите ќе учествуваат и министерот за здравство и началникот на генералштабот. Ќе се разгледуваат сите опции и оние за во најлошо сценарио. Постои можност да се прогласи, споменав, кризна состојба на цела територија заради вирусот, бидејќи тоа е закана за националната безбедност неспорно и според законот за управување со кризи во ваков случај може да се прогласи. Третата варијанта е, за која морам да кажам сме многу далеко да донесеме таква одлука, е воведување на вонредна состојба, според членот 125 од Уставот, член кој никогаш не е активиран, затоа што имало проценка дека тоа не е неопходно, и кој, ако затреба, точно ги покрива овие состојби. Шефот на државата апелираше за веродостојно информирање за ситуацијата со вирусот. Според него досега биле детектирани неколку организирани обиди за ширење лажни вести и дезинформации. Иако наредната недела Шпанија ќе ја финишира внатрешната процедура за ратификација на НАТО членството на Македонија, поради глобалното ширење на коронавирусот, откажано е патувањето за Вашингтон на 23 март, кога државна делегација требаше да го депонира ратификацијскиот инструмент, со што земјава и официјално останува 30-та членка на НАТО алијансата. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. COVID-19 е најопасен за највозрастните и за оние со слаб имунитет. Епицентар на заразата во сојузната држава Вашингтон стана токму пензионерски дом. Здравствените работници алармираат дека во овие институции мора особено да се внимава. Джули Табо има повеќе. Првите лица кои починаа на крајот од февруари во САД од коронавирус беа во дом за стари лица во Киркланд, Вашингтон. Досега повеќе од 20 лица починаа во оваа сојузна држава, најголем дел од нив од овој дом за стари лица. Ова е многу тешко време за Ванеса Фелпс, чија 90-годишна мајка е сместена таму, каде посети не се дозволени откако институцијата беше ставена во карантин. Таа е исплашена, депресивна и нервозна. Оваа недела особено е тешка, оти не можам да ја посетам. Здравствените работници стравуваат дека COVID-19 ќе се прошири во домовите за стари лица.
It is a concern. Загрижени сме. Искуството од сојузната држава Вашингтон покажа дека вирусот е смртоносен за постарите и за оние со послаб имунитет. Треба многу да се внимава да се спречи ширењето во овие центри. The situation in Washington state Ситуацијата во Вашингтон е трагична. Од ова стравувавме уште од првиот ден кога се појави вирусот. Причина за загриженост е и недостигот на тестови за коронавирус, поради што лицата во старечките домови се ставаат во карантин додека чекаат да бидат тестирани. Тоа пак им предизвикува анксиозност и на семејствата како Фелпс. If emergencies happen like this, Кога се случуваат вакви кои имаат вирус од оние кои немаат, тестирајте ги сите. Јас се тестирав 2 пати во една недела, а мајка ми ниту еднаш. Ова е недозволиво. Здравствените лица работат на тоа и даваат инструкции за постапување. If a resident becomes sick in a nursing home, Ако лице кое престојува во ваков дом добие температура, кашлица или има проблеми со дишењето, вработените треба веднаш да му пружат соодветна нега, како и да осигураат дека вирусот нема да ги афектира и другите во домот. И вработените и посетителите во домот, исто така, треба да поминат во карантин 2 недели, ако сметаат дека биле изложени на вирусот. I'm numb. Буквално сум парализирана. Не можам ниту да плачам. Морам да се смирам за да се заштитам себе си. Меѓу нив и Ванеса Фелпс. Туристичката индустрија е меѓу најпогодените, но туроператорите се надеваат дека кризата бргу ќе помине и веќе прават планови што потоа. Анита Шијакова беше на саем за патувања кој се одржа во Вашингтон. Најекзотичните дестинации на светот беа представени на голем туристички саем во Вашингтон, но љубителите на патувањата тука можеа не само да ги погледнат туристичките презентации, туку и практично да почувствуваат дел од возбудувањата. На авантуристичко патувачкото шоу во Вашингтон, посетителите можеа да ја почувствуваат магијата на латинотанците, но и магијата на нуркањето. Да откријат илјадници туристички дестинации и да се информираат како да ги посетат. Една од нив е новооткриената пирамида во џунглите на Гватемала, која ги крие тајните на цивилизацијата на маите. Тикал е најголемата пирамида во светот по волумен. Откриена е пред неколку години. Се гледа само незиниот врв. Долниот дел е под земја, под џунглата. Откриени се уште 3000 археолошки наоѓалишта. Многумина се интересираа како да го посетат изгубениот град на инките, кој ЮНЕСКО го прогласи за светско наследство, опишувајќи го како апсолутно ремек дело на архитектурата и уникатен сведок на цивилизацијата на инките. Мачу Пичу со причина спаѓа во 7-те светски чуда. Овој град на инките е стар речиси 700 години. Денес има многу можности да се стигне до таму. Можете да земете тура со воз или тура со неколкудневно пешачење во срцето на Андите. Додека некои сакаат да го истражуваат светот по копно, други сакаат да нуркаат. Да го приближи искуството до посетителите, Нуркачката асоциација ДЕМА на сајмот донесе базен, отворен за сите под надзор на професионални нуркачи. Базенот патува низ САД и Канада. Годишно минуваме по 60.000 милји. Climb, dive or fly. Кели Едвардс, новинарка, авантуристка и пилотка, вели дека патувањата се можност да се доживеат необични работи. Во Австралија имала можност да нурка со најголемата риба на светот, кит ајкула, чија уста е доволно голема за внатре да собере човек. Бевме на брод кога ми кажаа дека во близина е можеби последниот примерок на сезоната, бидејќи останатите веќе мигрираа. Ја зедов камерата и буквално скокнав во вода. Едвардс патувањата ги документира во популарно телевизиско шоу на каналот Travel. Ја прашавме дали би ја посетила Македонија. Македонија? Екзотично. Не сум била, но би сакала да ја посетам. Го гледавте Ньюслеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Никола Крстик. Поздрав од Вашингтон.